Нашиот лидер и градоначалник на Струмица. Почитувани пријатели, збор има човекот кој во оваа мала си го остави и срцето и душата. Идниот премиер на Република Македонија, Зоран Заев. Добар ден на сите! Ова го можеме само јас, моето турско мало и СДСМ заедно! Ова не може никој да го направи. Ова убавина овде што ја гледам. Ова заедништво, ова единство, ова сплотеност во борба за подобар живот, за среќа, за сите нас. Ова го може само турското мало во Струмица. Почитувани пријатели, јас сум за моја среќа и за наша среќа веројатно човекот кој што има честа да предводи еден нов концепт. Концепт за еднаквост, рамноправност, сплотеност на граѓаните од сите етнички заедници во Македонија. Растејќи и учејќи го научив ова од вас, од граѓаните турци кои што заедно со мене како македонец живеат во Струмица. Сите овие години заедно го градевме со животот. Заедно сите овие години станавме и другари и пријатели. Заедно бевме и на веселби, заедно и тагувавме кога беа несреќни случаеви. Ме научивте дека само заедно може да имаме среќа. И еве денеска ја промовирам таа среќа и тоа заедништво низ цела Македонија. И од ова школа на единство упативме силна порака до цела Македонија. Само заедно може да одиме напред. Само сплотени, здружени. Единаесет и пол години дававте огромна доверба и подршка. Ја водев нашата Струмица. И еве ме сега на крајот на мојот мандат заради тоа што направивме инфраструктура. Овде немаше ни вода, ни канализација. Немаше ни педа асфалт, ни педа цемент. Денеска ова мало е урбанизирано мало. И продолжуваме секако понатаму. Но како што викат постарите, пуста сиромаштија се уште владее. Направивме инфраструктура, но дојде време да се бориме за повеќе пари во секое семејство. Да го подобриме животот на секој граѓанин. Да има повеќе среќа кај секој од вас. Затоа денеска сум исправен овде пред вас да побарам подршка. Во името на тоа што заедно го имаме сработено сиве овие години. Јас јавно ќе повикам. Има ли некој друг, освен Зоран Заев и СДСМ, што има камче овде ставено? Што има барем една работа направена? Не. Заедно јас и вие го направивме се ова. И по Бошко Буха, и по Братство, и по Ветовенова. Да не заборавиме како беше. Живеевме овде како во средниот век. Шлапавме во кал. Жени носеа со денови вода да донесат дома. Да не заборавиме. Некој друг сиве овие години лаже, додека ние работевме. Без тромка помош од државната власт. Сами се што направевме. Бевме овде да си помогнеме и кога требаше за Рамазан Бајрам и Курбан Бајрам, и кога требаше за Божик или за Великден. Денеска нашите деца заедно учат. Денеска од турското мало имаме
огромен процент на деца завршени со средно образование и дипломирано со високо образование. Одиме заедно рамо до рамо, здружени напред. Работевме заедно со љубов. Заедно помагавме на секој од нас. Кога и да требаше помош, бевме тука. На кој му требаше да му се најдеме, бевме тука. Кога губевме луѓе и Господ ги зимаше животите, заедно бевме. Но кога правевме и свадби, и веридби, и кога се раѓаа деца, бевме повторно заедно. Бевме заедно и на христијанските, но и на муслиманските празници. Кога не смееше општината да дава пари за верски објекти, приватно од джебот градев и минаре и џамија. Оти верувам дека вербата во Бога ги прави луѓето добри. Направивме инфраструктура по која што ќе го современиме животот овде. Секако она која што станува болка и во мојата мала доле, и во оваа мала, и во центарот, и во Карпош, и во палестинската мала е пуста сиромаштија. Сиромаштија хара на секаде. И таа не бира дали сме турчини, дали сме македонци, дали сме албанци, срби, роми или власи. Пуста сиромаштија е присутна на секаде. Сиве овие 10 години за пусти пари и моки овој наш народ го клекнаа на колена. Сите се дават во долгови. Давачки, извршители, даноци, сметки стигат од сите страни. Луѓето не знаат главата кај име. Еве знаејќи ме мене кој сум, и како работам, и што душа носам, и каков човек сум. Ајде заедно да го направиме и животот наш квалитетен. Заедно да донесеме пари во секое семејство. Почитувани пријатели, јас сум уведен дека и те како можеме многу подобро да живееме од тука. Може би веднаш нема да видиме Швајцарија, но подобро од ова сиромаштија и вие знаете дека можеме. Нашиот народ не се штеди од работа. Само ако знае дека честно ќе му се плати и ќе има пари да однесе дома на децата. Сакам да дадете подршка за да отвориме работа за сите. И тоа за достоинствени плати. Повеќе платата да не биде 100 евра, 150 евра. Да се бориме за плата од 500 евра. За двајца возрастни да има дома 1000 евра плата. Јас знам дека кога одиме во Швајцарија, во Германија, во Италија или било каде, луѓето што доаѓаат од Македонија викаат дека се најработливи луѓе. Зошто ако имаат шанса тука да не сработат? Прашањето е дали ќе добијат честна, достоинствена плата за трудот, а не да бидат робови денеска тоа што го работат. Конечна цел мора да биде парите да ги вратиме назад кон луѓето. Не може Македонија да оди напред ако ние сиромашен народот. Јас сум уведен дека тоа ќе го направиме. Покрај плата од 500 евра, социјалната помош нема повеќе да биде 2500 денари. Минимум социјална помош за едно семејство ќе биде 12.000 денари. Додатокот за трето дете ќе се зголеми плюс повеќе. Сите пари што ги трошиме ни дават фискална сметка. На неа има данок. Кога влегуваме во дуќан да купиме вода, храна, леп, прашок за перење, сапун, ни дават сметка, има ДДВ. Кога плаќаме струја, има ДДВ. Кога плаќаме вода, има ДДВ. Да купиме облека на секој од нас и на децата, ни дават сметка, има ДДВ. Да ставиме гориво во кола, има ДДВ. Е тоа ДДВ од сите сметки, 15% ќе го враќаме на секој граѓанин, за да има плюс пари во секое семејство. Јас сум убеден и како економист
и како човек што водел долги години општина, високо во политиката, знам дека ќе ја биде Македонија, ќе биде добра земја, само ако народот има пари. Ако е сиромаштија, нема идни на ова наша земја. Затоа, конечна цел мора да биде парите да ги вратиме назад. По сите основи парите да се вратат назад. А овие бандити и араби, што го исплячка нашиот народ, има сите пари да ги вратат. Сите украдени пари. 5,5 години преку извршители, преку давачки и даноци, преку сите такси кои што ни се наметнаа, 5,5 милиарди пари окрадоа. 5,5 милиарди евра. Затоа денеска нема никаде пари. Никај македонците, никај турците, никај албанците, никај србите. Затоа денеска и фирмите немат пари. Заради тоа што се измакна и отиде надвор од државата. Ке донесеме закони, ке направиме независно судство и за таа плячка, и за тоа зло што го правеле врз нашиот народ, ке одговарат и сите пари украдени мора да ги вратат назад во државата. Затоа, почитувани пријатели, овој концепт за кој што се залагаме е исклучиво во интерес на граѓаните. Еве ги 10 години, 11 година веќе се власт. Нашиот народ е се посиромашен, а пола од народот не избега надвор од Македонија. Тоа мора да стопре. Затоа, кога ќе дојдат нови избори, немојте повеќе да им се плашите. Заради тоа што може еден ден да сеат страв и да се закануват. Но немојте да им дозволиме уште 4 години режим, 4 години нови сиромаштија, 4 години нови солзи кај мајките по своите деца, 4 нови години само пот од челото, од трудот, ништо дома не останува во ниедно семејство. Уште 4 години само брчки да ни растат по челото и рани по раците од работа, а ништо да немаме дома, цел народ да ни е сиромашен. Ова мора да застане. Затоа мава вака со бомбите директно против власта. Мораме да го спречиме ова зло. Ги уништува нашите семејства, ги уништува вас, ги уништува едината на нашите деца. И сакам овде јавно да им порачам, заради тоа што пак ќе дојдат како гавази да се закануват по овој наш народ. Знаат дека овде во турското мало народот ни е сиромашен и е зависен од социјална помош или од било какви други давачки. Да не им се исплашите. Тие ќе дојдат, ќе се закануват, ќе дадат пари, ќе уценуват. Сакам јавно да им порачам. Овој пат после 11 доаѓа 12. Груевски нема да е премиер на 12. Заев ќе е премиер на 12. Ќе лежи затвор секој. По законот, секој. По законот, секој што се заканува, што уценува, што подплатува, што се заканува со се и се што по народот, се одговара од 3 до 5 години затвор. Власта паѓа на 11 вечер, па мајка Јана да е. Јас тоа го знам. На 12 секој што се заканува до последната капка крв ќе ја дадам, ќе одговара со затвор, заради тоа што ова е мојот народ. Не може да се заканува никој по мојот народ. Почитувани пријатели, само ќе ве подсетам на секој ден мака, на секој ден сиромаштија, на секој ден кога децата ви барат пари за школо или за едноставни работи да купат, знаете колку ви е тешко и не можете да им дадете. Ова не е резервен живот, па другиот да го живееме. Еден живот имаме сите. Мачно и тешко живееме сите овие години. Вие сте сведоци на тоа. Затоа да не дозволиме ова повеќе да продолжи. Не смееме да дозволиме повеќе да не лажат. Затоа што заради нас, заради нашите деца,
Мораме да се ослободиме од ова зло, од овој режим, од овие закани, од оваа тортура што постои по цела Македонија. Ве повикувам и барам поддршка и помош. Во името на тоа што го имаме заедно сработено, во името на меѓусебната поддршка и помош, барам поддршка за да и покажеме на цела Македонија дека ние овде од Струмица сме работливи луѓе, да одржиме лекција на сите дека ако се сака, може подобро да се живее во оваа земја. Затоа што, како што реков, денеска веќе сите знаат се, после бомбите, после сите се што слушна, се што видоа, не можеме да кажеме дека не сме знаеле. Ке дојде време, ке не прашат и деца и внуци, што правевте кога знаевте се? Што ке им кажеме, не знаевме? При очи не гледавме? При уши не слушавме? Не, знаевме се. И наша должност е, ако стварно ја сакаме оваа Македонија, ако си го сакаме нашиот народ, ако ги почитуваме и сакаме нашите деца, храбро и одважно да ја кренеме главата и да се избориме за живот на сите, за единство, за правда, за демократија, за слобода. Затоа, на самиот крај ќе кажам, колку и да должам, колку и да објаснувам, вие знаете сите исто како мене. Знаете ја и мачнотијата на животот, а знаете дека можеме и срекно да живееме. Одлуката е на сите вас. Немојте повеќе да дозволиме да живееме мачен и тежок живот. Ќе апелирам до сите и да ме разберете наедноставно. Ако не сакаме повеќе ЗОРТ, да гласаме за бројот ДОРТ. Бројот 4 ја носи победата. Бројот 4 е едината на Македонија. Во бројот 4 е единството. Во бројот 4 е правдата. Во бројот 4 е и демократијата и слободата. Бројот 4 ќе донесе живот за сите во Македонија. За живот на сите, да живее Македонија!